со ведар дух и полн со позитивна енергија. 33 годишниот Александар Димитриевски од Куманово не пречека на куќниот праг, кога отидовме да ја слушнеме неговата животна приказна како лице со умерена интелектуална попреченост со комбинирани пречки. За да стигне до состојбата во која се наоѓа денеска, Александар заедно со родителите и постариот брат поминал трнлив и горчлив пат. Роден како здраво бебенце, Александар на 6-месечна возраст паднал во кома. На 6 месеци и сега не ја знам причината, како го доев, така падна во кома. Без настинка, без температура, без никаква најава дека детето ќе се разболи од нешто. Бевме примени во Кумановската болница, но во тој момент никој не му ја пружи потребната помош. Подоцна дознав од мојот сопруг дека му рекле да биде тука, дека детето нема да преживее. Утре дента прашав што се случува со моето дете, нормално како и секој родител. Не добив објаснување што е болеста, што е причината за неговата кома, туку добив одговор дека моето дете ќе почине. Тоа се стресови што ги доживуваат повеќето родители, односно од нехуманиот пристап на здравствените работници спрема своите корисници на услугите, односно болничкото лекување. Александар се разбуди после 10 дена и бевме после 1 месец пуштени од болница како без последици. Јас и во тој момент не знаев диагнозата што всушност прележа моето дете. 2 пати му правеа пункција, јас не знаев тогаш што е пункција, тоа се зема сршта од мозочното ткиво кое тече помеѓу рбетот. И таа пункција правеа без анестезија, без ништо, тоа се огромни болки. Така да на отпусната листа воопшто не пишуваше дека моето дете ќе има последици. По читањето на диагнозата од отпусната листа, ние со сопругот решивме да отидеме во Скопје на испитување. Во Скопје бевме пак примени во болница на болничко лекување, каде што станавме некаде околу 40 дена. За тие 40 дена, од дете кое почнуваше само да седи и нормално на негова возраст да испушта гласови, да се смее, направија труп со експерименти. Експерименти со разни лекарства, со разна терапија. Неговата тежина стана двојно поголема, кога не пуштија да излеземе од болницата. И се јавуваме редовно на контроли. Во тој период отидовме во Загреб, повторно на испитувања, и таму не наидовме на третман како што треба, но и плативме од свој трошок, што не можеме да издржиме да остане подолго во болница. На некаде околу 2 годишна возраст, лекарот што го лекуваше Александар, каде што се обраќавме на прегледи, ни рече дека доживотно ќе чуваме труп, дека детето ништо нема да разбира, ниту пак ќе ме каже мамо некогаш. Александар проодел на 3,5 годишна возраст, почнал да разбира, достигнал нормална тежина и со помош на разни терапии и третмани напредувал многу брзо, се до 8-та година од својот живот кога скршил нога и морал да остане на болничко лекување во Скопје. Од тогаш, како што вели Благица, тој се бори и со епилепсија. Александар, кога се врати после операција, приметивме дека има напади на епилептични. Лекарите и сестрите, по она што се случуваше со детето, признаа дека анестезијата која му е дадена е погрешна и од тоа се јавила епилепсија. Мене никој не ми кажа дека треба да разговарам со анестезиолог, но и анестезиологот не дојде пред операцијата да направи разговор со нас, иако знае дека детето е со диагноза. Со епилепсијата се бориме од негова 8 годишна возраст па до сега.
Иако сега не идовме на лекар, кој е полн со разбирање и не прави ништо да експериментира, туку со дозирање на лекарства во крв му се препорачува и терапијата. Но кога беше Александар на операција, бидејќи имаше веќе 8 години, а според законот до 3 годишна возраст му следува придружник, јас плаќав за мене како во хотел, иако немаше воопшто никакви услови за мене како придружник. Но и болницата не беше подготвена да прими дете со попреченост за операција, бидејќи нивниот персонал не беше едуциран за да му помогне детето да остане само. Тоа и ден денеска сите родители кои се болнички сместени заедно со детето со попреченост плаќаат како во хотел, а не добиваат никаква услуга за тие пари. Оние кои не може да го издржат трошокот, ги оставаат децата без болничко сместување и третмани кои им се потребни. Што изгубивме ние, што изгуби моето дете од несоодветниот третман и од грешката на здравствениот систем? Ја изгуби својата работна способност. Но работната способност негова се одразува и на трошоците негови, бидејќи тој како осигуреник на Центарот за социјални работи, бидејќи лице кое е работно неспособно, е осигурано преку Центарот за социјални работи. Тоа го прави системот во нашата држава законски по навршување на 26 годишна возраст. До 26 годишна возраст ние како родители сме со продолжено старателство и тие се осигурани преку еден од родителите. Но кога ќе наврши 26 годишна возраст, тие се сметаат како полнолетни лица кои треба самостојно да бидат осигурани. Ако лицето е работно неспособно, не се пријавува преку Агенција за вработување, неговото здравствено осигурување е преку Центарот за социјални работи. Но со 26 годишната возраст, неговата заштита преку Законот за здравствено осигурување престанува. До 26 години не плаќаат партиципација при користење на лекарства, болничко лекување и сите други можни начини на заштита. После 26 години им престанува оваа право, но никој не објаснува дали овие лица повеќе немаат потреба од лекарства и не им треба здравствена заштита и здравствено осигурување, но јас како родител на Александар кажувам дека после оваа возраст тие користат многу повеќе лекарства, бидејќи ги користат од мала возраст, од деца, и секако организмот слабее и мора да се користат повеќе. Партиципацијата за антиепилептиците е многу висока. Во одредени случаи го достигнува износот на туѓата нега. Што со оние лица по навршени 26 години што немаат финансиска можност да ја платат партиципацијата, а се останати сами и нема кој да им помогне, се прашуваат родителите. Затоа тие се погласно преку Сдруженијата на родители и на лицата со попреченост бараат измена на Законот за здравствено осигурување, каде што приоритетот е ослободувањето од партиципацијата да следува и после 26 годишна возраст на лицата со посебни потреби. Ова барање е од причина што лицата со попреченост мора да бидат под редовна терапија во текот на целиот живот. Неговиот вид на епилепсија е таков каде што не се лекува, не смее да остане без лекарства ниту еден ден. Значи, за се може да немаме, за неголовите лекарства мора да имаме, иако имаше период каде што едно кутивче од новите лекарства кои му го препишуваа, ги плаќавме по 10.000 денари. Тоа се огромна сума, но ете, кога знаеш дека мораш да се снајдеш и мора да го набавиш лекот.
Инаку, за видот на попреченоста, Александар има умерена интелектуална попреченост со комбинирани пречки, но мислам дека комбинираните пречки се повидливи отколку неговата интелектуална попреченост, затоа што разбира повеќе од она што му е пишано како диагноза. Значи има пречки во говор, зборува нечисто, ние го разбираме, но кој прв пат се среќава со него, не може да го разбере. Има пречки во фината моторика, во грубата моторика нема. Значи, тоа му е една пречка каде што при пишувањето и такви работи не може да пишува правилно, како што треба да пишува, и најголемата пречка е неговата болест, односно епилепсијата. Тоа е она што го има Александар, инаку живееме нормално, но би било многу поубаво ако имаше навремен соодветен здравствен третман и ако не се случеше лекарска грешка, затоа што до тој период да ја добие епилепсијата, тој беше многу самостоен. Откако се јави, сака да е самостоен, но ние сме на опрез, бидејќи може да се случи да падне во момент, бидејќи нема најава кога ќе добие напад, тоа се случува во 1 секунд, каде што ако падне може да се повреди лошо и неговата здравствена состојба да биде уште повеќе нарушена. Нема правило, но додека пиеше погрешна терапија, нападите беа многу чести, се јавуваа дури по 20 пати на ден. Сега, откако сменивме лекар, со лекарската што сега го води неговиот случај, мислам дека имаме повеќе успеси, бидејќи нападите може да не се јават и по неколку месеци, но од било што, без причина може и да зачестат и веднаш се јавуваме на нов преглед и се менува дел од терапијата која ја пие. Ако биде подобро со новата терапија, продолжуваме, ако не, пак се враќаме на старата, значи постојано мораме да бидеме под лекарски надзор. Димитровски очекуваат помош од државата и се надеваат дека во најкраток временски рок ќе биде изменет законот за здравствено осигурување и лицата со попреченост ќе бидат целосно ослободени од плаќање партиципација за лекарствата и по навршени 26 години.